Здраво, повелете, како да ви помогнеме? Па, го гледам баш ова возило, што може да ми кажете за него? Ова е одлично возило, BZ4X, прво целосно електрично возило од Toyota, достапно со нов систем за погон на сите тркала, со теренски можности од светска класа, но најважното е дека ќе имате автентична SUV возбуда во секој момент од возењето. Ова возило ќе ви помогне да заштедите пари во текот на неговиот животен век. Наистина? А како тоа? Па никогаш повеќе нема да плаќате за гориво и кога батеријата е наполнета 100% ќе можете да поминете до 450 км. Па супер. Шо е ова деца во емисија, бе? Што е? Еј, децава, какви се па тие овие денови, мислам, што е работа, бе? Македон, дете генијалец. Дете генијалец. Ја на негови години патики не знаев да заврзам, овој математики ќе решава таму за Харвард. Марко Печиновски, демек плива Охридско езеро го плива. Ја на негови години страв ми беше када да влезам. Тој Охридско езеро го плива. И овој Ѓорги Чешмеджиевски шампион за рубикови коцки. Абе, ја на негови години коцка не знаем што е квадрат, бе. Што ги викате овие, бе? Какви деца се овие, бе? Ги спуштивме од рака генерације, бе. Сезона 14 си фаќам позиција. Бенде, како сте? Одлични! Јас сум многу добар, бидејќи денес имам супер гости. Сега ги запознав во гардероба. Тоа се тројца шампиони, Ѓорги, Македон и Марко. За нив ќе зборуваме малку потоа. Тие се веќе подготвени да влезат во студио. А пред да влезат многу кратки пораки од 1 на 1 партнерите, денес ви препорачуваме чајот Камилица. Мами со својот мирис и ги обзема сетилата, уживајте на неоткриените ливади во секоја шолја чај од Good Nature Камилица. Соодветен за секоја пригода. Камилицата заслужува навистина онака почесно место меѓу вашата колекција чаеви и треба да го имате секогаш. Ако сте уморни од користење брашно што дава неконзистентни резултати, тогаш уникатниот спој на пченица и процес на мелење гарантира дека секоја врекичка брашно е конзистентна по квалитет, што го прави совршен избор. Моето брашно од Кадино за мене број 1. За многу кратко продолжуваме. А најдобрите со најбрза достава и најљубезни доставувачи имаат многу промоции со бесплатни достави во било кој период од денот. Проверете си дали за доручек, дали за ручек, дали за вечера. Изборот си е ваш. Без да губиме време, одиме со нашите гости. Тука се со нас Ѓорги Чешмеджиевски, Македон Димитриевски и Марко Пејчиновски. Како сте, дечки? Супер. Дали е секако што треба? Да. Дали овие домакини се добри домакини? Дали ве угостија како што треба? Да. Одлично. Значи, од таа страна го имаме Марко, Македон, Ѓорги, да почнеме од најмладиот. Може ли? Да. Добро, одлично. 2,5 години кога имаше во Тетово, јас сум исто од Тетово, да знаеш. Знам. Од кај знаеш? Ти кажа? Ми кажа. Одлично, тоа е добро. 2,5 години кога имаше, твоите дознаа дека ти всушност си ги разбираш букви многу лесно. Како се случи тоа? Што правеше? Како дознаа? Па, ја кога сум бил мал, сум ги читал титуловите, дали би ми било интересно да читам нешто ново во тоа време и јас сакав да читам заради што буквите многу ми се свиѓаат, многу ми било интересно да читам. Добро, ама и бројки сакаш многу. Да. Бројки не само што многу сакаш, ти си као дигитронче. Да. Можеш да ми пресметаш да речеме, ајде да ти давам една задача. Ако имаме 489.000, Да. 222, пример. Да.
Ако го помножам со 6. Ајде. Ти може, ајде, 489.222 по 6. Значи, Боже, ја тоа да го. 20 од 24. 2 милиони 935.333. Веројатно е така. Да. Но добро. Ѓорги, ти си шампион во Рубикови коцки. Јас за Рубикови коцки и за тие надпревари што се во местење Рубикова коцка брзо, дознав искрено на Netflix. Имаше еден филм, односно документарец, Speed Cubers се вика, Да, го знаеш. да. Ја не знаев дека тие се цели селебритис, дека мислам тоа е цел спорт, дека тоа е тој Феликс Земдекс како се викаше таму што беше најдобар, тој е планетарен селебрити. Ако тие местат, не знам, за 3-4 секунди, кој ти е твој личен рекорд во местење, таа што ја вика нормална Рубикова, најоригиналната 3 по 3? Да, 3 Имаш коцки. личен рекорд? Па да, мојот личен рекорд ми е 6 секунди. 6 секунди, Да. одлично, добро. А има и други Рубикови коцки, Да, ти ни имаат и донесе, различни, ќе ги да. видиме тука, можеме и да ги покажеме. Каде Да, се? ова се, ова. Овде, добро. Ајде, дај, покажи ни какви Рубикови коцки има. Да видиме. Ајде ова. Ајде. Ова си е обичната... Што ја знаеме сите. Да, сите што ја знаеш можеш Добро. да ја најдеш. Ја вика 3 по 3, зашто 3 и 3 демек. Да, дека има 9 були на секоја страна. Измешај му ја. Измешај најубаво, ама. Што А поубаво ова можеш? е 2 по 2 коцка, ова ти е иста како 3 по 3, но само средните делчиња нема. Ова е полесна за местење од 3 или не мора да Па значи? не мора да значи, иако мац изгледа така помала, не значи дека е полесна. Добро, 2 по 2. Измешај право. Еве пирамидата. Пирамидата, јас викам дека е најлесна, можеш да ја научиш и кога ја почнеш да Како се местиш, мести ова па? има ова полесно, ќе има Вау. 4 бои само. Добро. И кога почнеш и да местиш, ќе можеш и некогаш погрешка да се наместиш. Да. Да, можеш и погрешка некогаш да наместиш. Чека, а на другиот не може да се случи така? Мораш да имаш малку... Мораш малку да имаш Познавање, да а? познавање, да. Ова мене ми е најчудна, да ти кажам право. Да. Си видел ваква? Прва, да. Ова, си видел ваква иде? Да. Да? Да јас сум решила една. Да, си пробал? Ај пробај да го решиш. Не, тоа Колку толку? претешко е. А ова е А више ова чудно. се вика скјуп. Ова е слична е многу како пирамидата, дека е исто лесна, иако вака изгледа многу чудно дека на диагонално чудно. се Добро. врти. Има само едно-две алгоритми што можеш да ги научиш и заради тоа можеш Кога викаш брзо. алгоритам, тоа е патерн по кој што Да, се да, мести, да. така? Да. Процес по кој што ја местиш Да. коцката. Тоа што значи дека секој може да научи да мести Рубикова Да, секој коцка? може да научи, да. Кај е вештината? Во брзината, веројатно, Па не е само во не е само во брзината, туку е само ефикасноста е, дека мораш да имаш и ефикасни алгоритми и да бидеш брзина, можеш да ги балансираш двете. И ја имаш исто и најтешката, веројатно, бар мене така Да. ми личи. Еве 4 на 4 коцката. Значи 4 на 4. Ова е од 3 на 3, Да, плюс уште едно има да за плюс уште местење. еден слој. Тоа личи дека е Да. по-комплицирано. Ова значи дека ова можеш и ова исто лесно, ако можеш 3 по 3, ова има само уште еден екстра чекор пред ова, бидејќи треба уште центриве да ги наместиш и после овие крајни делчиња. И ако можеш тоа се да го научиш, после на крај има како дел што се вика како 3 по 3, ќе можеш да си вака ќе ти биде измешано и ќе ти излезе како обично 3 по 3. Ако можеш обично 3 по 3, ќе можеш и ова. Така, значи ако ја научиш тројката ќе можеш да ја Да, пробаш ќе и ова. можеш. Сега ти Полесно те ќе замоливме да и ни донесе ти да ни покажеш како всушност изгледа така еден надпревар, односно како се Да. мести на вистина со Да. мерење на секунди и тоа. Еве Македон ја направи одлично, мислам дека ја измеша, Да, така да убаво оваа би ти ја измеша, да. дале, ама претходно само кратка пауза да наместиме ние тука нешто и се враќаме. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963. За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Сега правиме место тука.
Ние ги измешавме стандардната 3 по 3 и како го викаме? Пирамида. Пираминкс. Минкс. Сега, ај објасни ни ги правилата. Зошто им поставуваат вака на надпреварувачите, да речеме? Вака, првен кога ја почна ќе ти биде покриена коцката за да не знаеш како Аха. ќе изгледа. Да, пример вака, да речеме. Да, ќе може да биде покриена. Ова е аматерско првенство, заради тоа вака со раци. Да, може. И потоа имаш 15 секунди максимум Добро. да ја разгледаш коцката, да видиш Аха, некој што чекор. гледаш кога ја разбегуваш? Што Па јас си правиш план? гледам првиот чекор отприлика ако можам без вака да размислувам баш многу првиот чекор ако можам да добро е. Збори конкретно за сега. Пример, ќе си правиш сега план некако? Па да си правам планови да ги наместам овде, ова да го синам доле да ги дуамам си да заедно. Добро, значи И така првите ќе неколку биде. чекори да си ги Да, знаеш. да. Браво, добро. И после си ја враќаш назад. Да, после враќам, ги ставам двете раце вака. Така. Сега, И има сензорчиња да Да. знаат само Да, има сензорчиња. во моментот кога ги тргаш рацете почнува да брои. Да, почнува да брои. Ете така, И- тука гледате вие. И мораш пак вака да направиш за да престане времето. Така. И сега ќе ја местиш фактички. Да, Си сега ќе ја направи местам. план во глава, имаш Да, некаков? да, имам план. Добро, окей. Сакаш уште малку да ја расториме Да, или не? ако сакаш, Ај уште може. малку. Ај уште малку расторимо ја. Направо таму. Има мега позади. Тоа е тоа, всушност, така се вика мега. Мега минкс. Ја знам само мега микс. Кога идам у кафана, само тоа. Добро сега. Сега, одиме. Океј. Значи, може ќе поставиш и собствен светски рекорд, од кај знаеме? Собствен светски, не знам што зборам, Да. возбуден сум. Опа! Браво! Браво! Ова е како Усеин Болт време од прилика. 9-9, ама не си задоволен со 9-9, а? Не, задоволен сум. Задоволен си? Да. Одлично, ајде да го пробаме и пирамидчето. Ајде Ајде. пирамидчето да го пробаме. Иста шема е, значи, повторно план, па... Пак, да, пак иста шема е. Добро. Ајде. Оп, под... Така. Уи! 5-2. 5-2. Браво! За колку најбрзо си направил пирамида? Па најбрзо сум направил за 2 секунди. За 2 секунди. Да. Ајде бега, јас си одам од овде 2 секунди, човече. Ништо, ова беше одлично. Ајде ова да го собереме и продолжуваме со разговорот. Ајде продолжуваме со разговорот. Јас и Марко се познаваме, имаме и доказ за тоа. Режија, пушти го доказот. Ова е вистинска фотографија и не е монтирана. И си пораснал, да ти кажам право. Си пораснал и ви тоа бајаги. Кога е ова? Ова е 2017 на Суперкупот, Реал против Юнайтед. За кого навиваше? За Юнайтед тоа беше. За Юнайтед навиваше? Како заврши? Јас заборав. Победи Реал, само не знам точен резултат. Така беше? Да. Да. Ние се видовме таму, а од тогаш колку пати го имаш препливано Охридско? Од тогаш до сега? 14 пати. 14 пати. Вау! Ај вака, ако земеме, значи, вау, ако земеме една должина на Охридско, колку километри пливаш кога го пливаш? По 20 на километри отприлика. 20 на километри, така? И последните, не знам, која година имаш најмногу пливано? Ова година, 2022. Така? Да. Колку пати е? 10 пати летово испливав и најголемото беше 64 километри. 64 километри Да. во едно пливање. Да. Колку часа е тоа? 22 часа беше. 22 часа. Чекај малце, мене ми се пријадува во 3 сата, не па во 22. Што се случува во 22 сата? Пример, стварно јадеш нешто? Застануваш за... Има течност со јагли и хидрати и тоа ми е единствената храна. Значи, некој те прати со бродче, со Да. така, Да, кајче нешто да, во она, да. така? Значи, као на К15 скечот, пливај клин. Така, отприлика, така му дај. Добро. И течност, строго таква Да, храна, значи само нема таква. сендвич, нема Не, таква не, не. работа. Тоа е заради ефикасност или, мислам, Да. така? И, да. И За побрзо да побрзо внесеш? И полесно. Одлично. Што е најголемиот проблем при пливање на толку ненормално голема далечина? Знаеш, кој е психички е проблемот? Психички. Така? Психички, да. Во која смисла? Самиот треба да се туркаш да ги побегнеш тие
гледаш само во абис, во бездна Да, црно, и си само со твоите мисли и тие треба да ги победиш. бидејќи се 22 сата, тоа е и ноќа, значи. Да. Така? Да. И значи те фаќа страв некојаш или Не, не? не, не, Нема не, таква работа. Добро, а значи ова туркањето што викаш менталново туркање на да продолжиш, од кај ја црпиш мотивација, енергија, знаеш, на што мислиш? Опиши ми онага баш однеси му таков момент, ете, си после 10 сата пливање 12, те фаќа веќе и умор и стрес и нервоза и што и да, и на што мислиш? Имаш некоја тактика? Да. Најголемата мотивација ми е да оставам трага во времето. И да си го презиме во наше, да го знае низ цел свет. И тоа сакам, тоа ми е најголемата мотивација. И тоа цело време ме турка да успевам. Да се чуе за печиноски. Да. Одлично, тоа е добро, лал да ти е. А кога почна? Кога почна да пливаш вака долги? Знаеш, како воопшто почнува некој да плива така со километри? Ја никад не сум препливал, не знам, како да кажам, 30 метра пливам. Почнав со пливање поради болеста која имам на левата нога. И тоа ми беше единствената физичка активност која можев да имам. Друго не Не доаѓаше смеам уште преди, ни така? да трчам, ни да скокам, само стриктно пливање. Само пливање. Да. И прво почнав со мали маратони од 2,5 километри, па првото големо пливање Добро, ми беше претходно си пливал, знаеш, си имал некоја желба, сакам пливач да видам нешто, знаеш, такви порано работи. пред да беше со болеста не. Одлично, одлично. Македон, ти кога ги засака бројки, бе? Буквите, ајде, знаеме од титлови, од ово, она. Да. А бројка, како се засакува бројка? Не знам. Јас ги научив да ги такам броевите од кога сум бил, ајде да кажеме 3 години. Јас многу така да собирам броеви. Учев да собирам броеви да однемам. Тоа ми беше почетокот. На возраст 3 години. На 3, ама сега имаш 8. Да. Ама ти знаеш сега многу работи, Да, и како одиш, јас може да решам една чудна задача да ви покажам, а може. Ти треба нешто да ти дадам или Може. Мислам листи пенкал ти треба или не? Може така. Ајде, добро. Да, еве, ама повели. мора така. Ајде. Сега ќе размислам да напишам некоја задача што ми е Ајде, учила. слободно. Ти размисли, напиши, јас само ќе направам муавет со Ѓорги малку, важи? Добро, да. Ти напиши што и да треба тука да решаваме. Како се почнува, знаеш, Рубикова коцка е не секојдневна играчка, сите ја знаат, ама не сите станале махери во тоа. Знаеш, која ти беше прва Рубикова коцка што си ја купил? Па мојата прва Рубикова коцка кога бев менашка на одмор, кога бев менашка, бевме во еден пазар и позна која првата моја коцка беше една голема, ја се уште имам таа. 3 на 3 или не? Да, 3 на 3 обична беше. И бидејќи така интересна ме изјаше, ја мисля дека беше играчка. И сега после неколку години дозна дека сега е како спорт, сега е универзален спорт. Сега. Апсолутно, размислуваш да одиш на некое... Одиш ти на надпреварување, мислам, Да. тоа те нека знаат, ама си бил на некое светско надпреварување, значи Не, малку се од уште- поголем се уште не сум формат. бил на светско. Би сакал? Имаш би сакал, кејф да. за такво нешто? Да, имам кејф. А на регионални бе, како оди? Победуваш? Па не е секојаш да ја победувам, има таму можеби подобри, многу подобри од мене. Ма имаш супер резултати, имаш Да, имам освоено супер, турнири. да, имам освоено турнири. И така е така. Одлично, тоа е добро. Сега само да му се вратам на Македон. Прво треба да напишам формулата да им биде јасно на гледачите. Ти благодарам за ова. Можам и да размислам како ководител да те земам некогаш. Ми треба ваков човек што ќе ме коригира. Готово. Ти готово? Да. Добро, сега. Ја не знам да го решам. Чека да ја видиме, да даеме на Ова е? другите. Ја не знам, мене ова ми е као нуклеарна физика, човече. Не е нуклеарна физика, не е толку тешко. А квантна механика? Учам, највисоко ниво ми е квадратна формула. Квадратна формула. Да. Мислам дека можеш тој од било да ми кажеш сега, Така. све само ќе климам од овој момент натаму. И вака ќе правам сам. Да. Ај објасни ни што е ова E плюс Г? не е 9, што е ова? 9. Значи, во ова ситуација, овие се формулите овде, а ова е задачата дека што требаш да ги употребиш формулите. Ова е како една задача и ова е како втора задача. Значи што се различни, но после ќе ги собираш. Сигурен си дека имаш 8 години? Да не си како фудбалери, не знаеш што прават, го продаваат 18 години, тој 32 има.
Не, види, јас ова ми е прекомплицирано. Дај нешто по нешто нормално. Еве. Така само да ја Еве, дадам слушај. задачата, многу така. Ајде, заврши ја, слободно, еве го Само- листот, еве го, само што едном- повели, повели. Еве го. Тука, Значи ова тука. ќе биде формулата. Една втора, тут најте те. И овде на крај е плюс и овде е плюс. И сега идеме на квадратична формула да ја решавам. Сигурно? Да, знам. А ти да не се спремаш за второ оделение или се спремаш на Харвард? Не сум Или на второ, на трето. На трето. сум. Да, и тоа прави смешката не смешна. Буквално. Ајде да направиме, значи А еднакво на 1, Б еднакво на 2 и Т еднакво на минус 3. Ти можеш некогаш да се запишеш Стенфорд, Кембридж, Харвард, нешто таква работа? Да, Да, би сакал? би сакал. Ма не само што би сакал, ја имам чуено и дека тоа не е далеко од вистината. Не. Ја ја објасним на гледачите како тоа можеш да одиш на Харвард, а си основно школа. Па не можам да идам на Харвард, на 12 години ми ќе ме пријават. Чекај малку. 11. А како на 11-12 може? Не знам. Па Но- најмладиот човек што бил на факултет има 11-12 години. Добро, Ја е окей. време да ја решам задачата. Ајде, реши ја задачата. Мрче, зимно време не се плива, веројатно. Така? Кога најладно си пливал? Ти си охриѓанец, може, трпиш поише. Средина на мај, тоа време. Значи, април не се почнува, ладно. Да. Добро, што се прави зимно време, да речеме, знаеш, како си тренирал изминативе години, како се одржуваш во форма? Па во Охрид е многу тешко, зашто немаме затворен базен. Нема. И морат во хотели. И Човек, ама што е за тебе тоа, треба да го пливаш Да. базенот по 700 пати. нешто така, некој пат беше така. Нели? И таму се по 12 метри базените. И еден круг е одење и идење. И по 300 пати ќе требаше. И што се смеам, јас сите плочки ги научив како се напават. Да, знаеш кај е пукнатината, кај е фугата, не е заедно. И такви работи. А кога би можело, знаеш, со магично стапче што се вика да се смени некоја работа. Што се вика, замисли си дека седиш со држава во некаква си форма. Што би сакал да порачаш на некој што може нешто да промени? Еве, апропо овој муеве, знаеш, срамота, сега збориме, нема базен. Добро, ајде, окей, таква е ситуацијата. И не мора да е врзано ни само со пливање, чисто ти како размислуваш, што би сакал државата да направи за младиве, што да промени? Размисли ти. Јас мислам дека не. Абе ти што нели решава сега тука квантна? Не можам, сум ја збунил формулата. Добро, окей, после ќе ја решиш ти, После викам, ќе не мораш решам, сега. да. Ама си ти све сакаш да правиш, значи. Да, вистина најубаво. Еве и ти размисли на тоа, што треба државата да направи за нас? Ајде? Мислам дека треба да се посвети повеќе време на спортот. Мислам дека имаме многу потенцијал и дека треба да се искористи. Така, добро, се согласувам, гледајќи барем според резултатите што сме правеле порано и така натаму држи. Посебно па пливање, ние сме имале пливачи, да речеме сега, не знам кој плива сега. Сега Евгени Попацев. Евгениј што плива веќе одамна, знаеш, не е така. Треба да има нови. Што би рекол ти? Ја исто имам истата мисла како Марко. Така. Спорт и ти Да, би со рекол? спортот, да. Добро. Мислиш дека спорт ќе одговори ако го прашам? Не знам. Македон, не знам. што кај треба држава, што да направи, што да промени, како да ни го подобри на подобро животот според тебе? Државата треба да се грижи повеќе за децата што имат дарба. Така Треба е. да се грижи повеќе, да им постави, да има повеќе луѓе што може да им помогнат на нив до патот на успехот. Услови значи да им даде, така? За да може талентот да се искаже. Да, Одлично. Ти читаш исто историја многу. да. Остави после ќе решаваме задачи, само решаваш задачи. Ај кажи ми кој ти е омилен лик од историјата? И зошто ти е омилен лик тој Па, некој? јас некако знам некои ликови и на мене ми е битно да учам да државата, не историјата, не председателите, Добро. туку правата историја, случките. Случките, која е најинтересна, мислам, најинтересна не може да кажеме. Еве, некоја интересна случка од историјата што тебе ти е онака омилена. Па јас гледам и на Наполеон. Така?
Која е Да, најинтересната случка од животов на Наполеон тебе што ти е вака фасцинантно? Па како се вратил во Франција, јако го вратиле во Елба, еден дел од Италија, и он се вратил во Франција. Чекај, во Елба оди во затвор? Што прави таму? Не, таму го држи градот и го ставиле за да не може да се врати во државата, но тоа било близко до Франција и се вратил и пробал да проби уште еднаш за да може да ја Уште еднаш да дојде на власт? Да, успеал, но после одма го немале. 100 дена траеше војната. Војната долга 100 дена. Кога сме кај вакви некои општи работи, тука од Македонската квиз асоциација е Драголюб Ганда Апостолски, ајде, влез. Повели тука со мене. Драголюб од Македонска квиз асоциација, баш сега со Ѓорги правиме муавет. Каква е таа Македонска квиз асоциација? Па на многу луѓе е чудно кога ќе слушаат ова. Меѓутоа, пред 2 години во Македонија за прв пат постои Македонска квиз асоциација. Како се собравте? Се собравме случајно на еден квиз на една друга А каде на друго телевизија, место? И просто идејата дојде од дедо стигна квизови во Македонија. Да. Фактот поразителен е дека во последниве 5 години во Македонија се стивени само 2 квиза. Толку. Можеш да споредиш со, да речеме, соседна земја, како е ситуација, Па еве Хрватска, најблискава Србија, соседна Бугарија? Србија во моментов има активни 10 квизови. Активни. А ние во Активни последни 5 години Само 2, две. моментално само еден. моментално само еден таков проект. Која е најголема награда што се дала на македонски квиз, знаеш? Знам. Кој сака да биде милионер, најголема награда Значи А1. А1, да. Добро. На времето 2 милиони денари. 2 милиони денари и тоа е најголемото што се Најголемата освоило? во Македонија, да. Тоа е до кое прашање стигнал? Па предпоследно, 14-то прашање. Наградата беше 4 милиони главната, 4 главна беше. Така е, така е, така се е. откажа на предпоследното. Еј, одлично, одлично. Имаме квиз и за вас. Сакате да играте? Да, може. Вака, вие ќе играте како еден човек. Значи, договорете си, давајте заедно одговор. Може така? Интересна душа. Овие квиз прашања се од асоциацијата донесени. Ајде одиме режија прашање број 1 за нашите пријатели. Вика, кои се последните 2 цифри од производот на првите 10 природни броеви? Многу интересна е. Ајде, Македон! Кои се Ајде. последните 2 Ајде. цифри од производот на првите 10 природни броеви? 11, 22, 0 или 33? Ајде ќе видам. Времето тече. Знам, 0-0. 0? Да. Да видиме, одговорот точен е браво! 0! Ајде следно прашање, одиме следно прашање. Кој маратонец? Опа, спремај се. Најмногу победи има на Охридскиот пливачки маратон. Маленко, Томи, Евгений или Петар Стојчев? Петар Стојчев. Петар Стојчев? Мислам дека Од соседна Бугарија? Ајде да видиме кој е одговорот. Петар Стојчев, кој си знае, си знае. Браво! Трето прашање, режија, пуштај. Опа, Рубикова коцка. Ајде да видиме. Колку коцкички со своите ѕидови допираат 4 други коцкички? Тешко. Колку коцкички од Рубиковата коцка со своите ձидови допираат 4 други коцкички? Збориме за стандардна Рубикова, вајда. Стандардна Рубикова. 12, 4, 16 или 6? 12. Ајде да видиме дали е 12. Точен одговор! И бонус прашање. Бонус прашање. Петка, чека петка. Ѓорги. Бонус прашање. Ама само за Македон. Колку е? Без листови, без ништо. 55 по 25. 55 по 25. 55 по 25. Добре. 1375. 1375. Точен одговор! Драголюб, ако некој сака да се приклучи во асоциација, уште тоа да не им бидеме должни на... Знаеш, има влюбеници во квизови, Се why надевам not? дека има, да. Да, што може да направат, кај да ја најдат? Може да не контактира на нашата Facebook страна, Македонска квиз асоциација. Добро. И таму сте. Веднаш ќе бидат контактирани. Одлично, многу ми е кеј што дојде. Ти Ала, благодарам, многу да, па поздрав, да се се видиме добро. пак. Не
не сум зачистил одамна, така е. Ама не знаеш кога ќе ти затребаат бе работи. Гледај, телевизорчево, например. Па и во емисија го имам користено. Беше сценографија во тие најпрвите еден на еден пред 13 години, човече. Стоеше напред цело време, снег имаше тука на екранчето, пошто не фаќа ништо бе па ти тоа сирото, скршена му е антената, ама па добро е да си се чува убаво е. Значи не работи. Не бе работи како не, само не фаќа ништо. Не работи, уствари. Не работи. За сите овие точни одговори, за секој од вас имаме од најдоброто Македонија Good Nature чајовите и да сме живи, здрави, паметни и добри во главчето од Зегин. Остануваме должни за одговорот на Македон, односно решението што тука го направи со формулата. Вие го гледате тоа на вашите екрани сега преку анимацијата и со магијата на монтажата. Ти благодарам што го реши сето тоа. Значи, голем успех ти посакувам, да си најдобар на Харвард, дај И Боже. сакам да ви кажам нешто. Тоа, Да ни кажеш. производот на првите 10 цифри, тите тие броеви се вика факторијал. Факторијал на 9 е производот на тите цифри до 9. Ја мислев дека факторијал е кафана. Не. Познатата кафана факторијал. Да. Во автокоманда. И последните две цифри на факторијалот 10 е 00, е 00. Да решавам, гледам 1 пати, 2 пати, 3 до 8, гледам дека 5040. Кога се множи со 9 пак е 0, но кога се множи со 10 пак е му подеш 0 на последните цифри. Алал да ти е, господине. Ти си срце. Благодарам што дојде, да си ми жив и здрав. Што и да сакаш да продолжиш понатаму, нели, да ти биде се успешно, со пливање веројатно не многу, или? Ќе видиме, има време, ќе видиме. Има време. Да, Ајде, красно биди само здрав и жив и само среќа да те следи и успех. Ти благодарам да те гледаме на светско некакво. Значи не нешто такво и да ги растуриш таму. Да. И да стигнеш до 3,5 секунди за тројка. А за пирамида до 1,7. Ај. Оу, големи предизвици. Одлично. Тоа беа Ѓорги Чешмеджиевски, Македон Димитриевски и Марко Печиновски, а ние ќе продолжиме со Николче Мицевски. Презимето ми е грешно. Тоа е грешно. Како ти е презимето? Презимето е грешно, Димитровски. Македон Димитровски. Епа јас сум Димитриевски. Ле, блиску. Ајде, одиме. Ме прже. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гладен си, ама ич не ти се готви. Нема ни потреба. Со Кликни Јади, првиот фуд деливери сервис во Македонија. Со над 300 ресторани на избор и различни попусти и понуди секој ден. Сигурно ќе најдеш нешто вкусно и интересно. И ти и останатите 70.000 среќни корисници. Поддржуваш 100% македонски бренд со над 150 вработени. За брзо, сигурно и безбедно доставување на секој можен оброк. Тука за тебе сега и секогаш е Кликни Јади. Не готви, само Кликни Јади. Формулацијата Beauty колаген на Фарма Витал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено.
ми треба брзо, лесно, сигурно, пари на број, без губење време, без чекање стои, да завршам работа кој 1, 2 и 3. Со секој кредит до 31 март има шанса за нов кафемат, лесно како песна. Ем први, ем брзи, ем најдобри, ем кеш. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Март, месец на ботокс во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите третмани со ботокс. Јавете се и закажете термин 02 321 6608. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
21 март има промоција на неговиот албум Нова ера. 21 март во Филхармонија треба да бидете таму, бидејќи ќе го чуеме фантастичниот Никола Мицевски. Никола Мицевски. Ево, ајде го и во живо. Кај си, бе, брат? Кај си, бе, Жаре? Абе, колку пати си бил во емисија? Ама никогаш тука. Ама никогаш тука. Никогаш тука, таму, да. Пати. Да, неколку пати сум бил. Да. И така да се чувствувам како дома. Па и така и треба. И ние те чувствуваме како наш човек. Како домашен. И многу се израдувавме кога дојде информацијата за Филхармонија за 21 март. Што е Нова ера? Ајде да почнеме се тоа. Што ќе се промовира? Мојот албум со инструментална музика. Оние кои се вака пратат тоа што работам, верувам дека знаат претходно извадов неколку синглови со видеоспотови. Декември месец имаше промоција концертна во Битола. Почнавме од Битола, пред 2-3 недели имав во концерт во Велес. Фантастично поминавме и на едното и на другото место. За да сега Битола си на домашен терен. На домашен терен, да. Таму очекувањата се поголеми. И Битола ми е домашен и Скопје ми е домашен. Држи, така е. И на 21 март, значи сега во вторник, од 20 часот во Филхармонија. Знаеш, сега те знаевме како човек кој што им ги прави хитовите на под наводници веќе големите имиња, а сега се некако како да се решаваш повеќе да се фокусираш на соло кариерава, условно. Добро, соло, да, си ова различен дел. Ти не си сам таму да се разбереме, да. Таму сум ќе бидам со 50-60 мои музичари, не сум соло. Не си сам. Па добро, изминативе години така, особено со работки со Каролина, со Next Time и така натаму. Меѓутоа некако тлееше во мене да направам нешто. А паралелно си работеше на ова? Апсолутно, да. Така, апсолутно. значи за периодот додека ти ги работиш хитовите како Две лири, како Наум Петревски, Одит Звездок, Next Time, Ѓурѓо и така натаму и така натаму. Значи ти паралелно ги работеше теми и си ги чуваш и си ги работиш паралелно. Како одлучуваш? Знаеш, дали си викаш, ова е многу добро, ќе оди за мене? Како? Не смеам тоа да го кажам, сега ќе ме гледат. Ај дипломатскиот одговор дај. Па добро, сега нешто одговара, нели, да го ставиш во песна, ама тоа што не одговара да го ставиш во песна, го правиш инструменталка. И си го чуваш за себе. Така да си созреваше тој материјал 3-4 години за да на крај решам вака. Знаеш, едно е да направиш, друго е после тоа треба да имаш храброст и да го извадиш пред публика, затоа што Ај опиши го тоа. Што мислиш по тоа? Да имаш храброст, знаеш? Да имаш храброст, па вака, прво треба да веруваш во тоа што го правиш и да веруваш дека е добро направено и дека публиката добро ќе го прифати. И ако никој не е сигурен како ќе го прифати, не постои формула. Не постои формула дека ти ќе направиш нешто и сега публиката не знам. Од што се водиш? Од лична интуиција, дали тебе ти е на душата кеј? Да, генерално од лична интуиција и имам еден филтер на блиски 3-4 луѓе која нешто направам, особено дома. Добро. Ако керките и сопругата го им се допадне, викам, тука е. Ете ти. Сите мора да имаат такво нешто. Мора. Затоа што додека работиш, некогаш си во заблуда, меѓутоа, нели, се понесуваш и некогаш не си реален тоа дали е добро. Така, како во тунел, знаеш, само со својот поглед и може да се само импресионираш, ама другите да не ги импресионираш. А и обратно, може да мислиш леле колку е лошо, пошто ако си перфекционист, знаеш, сум имал и така. А всушност да си сосема добро, знаеш, и да проаѓа. Така беше за една песна, не ја кажам сега од албумот на Каролина. Добро. Го направивме цел албум, 9 песни, македонско девече 2. Македонско девече, И викам, Каролина, имаме уште една песна, не знам, мукам, што знам, го добив и текстот, ама така сум скептик, мукам некако, ај слушни ја, па ако е окей, ја работим, ако не, на 9 останувам. Нема врска, ја слушна те ни се допадна и стана еден од најголемите хитови од Ајде, па ете, добро. Да. Па ти па што го криеш, не е страшно хит станало на крај. Ама кој е, ајде кажи. Две лири. Па ете да така кажи, две лири. Слушај, луѓе се чудат кога дознаваат дека Две лири е автохтоно напишано во 21 век. Да. Имав такви прашања.
од така повозрасни луѓе вика кај ви текнаве песната, кај најдовте да ја обработите? Ама како така? Какво Ми излезе душата да ја направам, ама како да е. Цел албум беше во духот на нашето. А од кај се влече инспирација за такво нешто, знаеш, за да направиш нешто што личи како да е од друго време. Многу интересно е тоа. Добро, тя веројатно и со текот на годините, нели, со искуството, со Мислиш дека и до текстовите? И до текстовите, апсолутно. Така, се си само да да кажеш, изведувачот, самиот емоцијата- изведувач како ќе ја донеси е многу важно. Тоа. Точно. Друг пример за такво нешто каде што луѓе не веруваат што се вика е Чалгиска исто. Чалгиска, вези од тој албум, кој да ми запее стана голем хит, нели? Многу хитови се. Да, па скоро сите. Па имавме и ако сгрешам нека изгорам ја направивме како обработка за тој албум, исто и таа некако ја вративме како песна, па ја Баш така, ете, дел од овие ќе чуеме после разговоров, малку ќе направиме еден мега микс. Еден мега микс ќе направиме. Кога сме кај Каролина, кога сме сети се на случката во Хераклеја ли е или не. Одиш ти на концерт, ти си, нели, настапувач овако и што се случува? Не те пуштаат. Во Хераклеја пред не знам повеќе од 10 години, пред да ги правиме овие етно албумите, и на Хераклеја. Лето, полно публика, спремни и картите за мојата фамилија беа во мене. Не успеав да им ги дадам. И ми се јавуваат, вика, тука сме пред врата, чекаме да дојдеш да ни ги дадиш картите. Да. Добро. И јас слободен, или на домашен терен, Хераклеја, Битола. И излегувам да им ги дам картите. Си влегуваат тие. Одам на врата. За да се вратиш? За да се вратам и тој од обезбедувањето, дечко, карта. А му викам, свирам. Дечко, ај тргни се, молим те, вика, има гужви. Викам, свирам, му викам во бендот. И тој момент си го И чека. сега ме игнорира, као, јас го лажам него. А му викам, ако не влезам, концертот нема да почне. Прв почнувам, имаше еден вовец со клавет, прв почнувам. Од мене почнува концертот. Значи, не ме регистрира дечкото. Морав да му се јавам на некој од Авалон. Викам, брат, дојди да ме Ова, знаеш земиш, што ми не ме кажува? пуштаат. му викам, Некој некогаш му пробал на истиот тип да влезе со свирам. Очигледно. Може би, Зашто да не е така, некој да ти рече свирам, ќе се испаничиш као, да, влагај. Така, Ама овој чим ладно изреагирал свирам и као, дечко, тргни се, вика, имаме гужва, да влезат луѓето со карти. Да, свирам, свиркај си. Така, ти свири си. И најлошото беше што баш во Битола беше тоа. Во права си. Да, ај да било, не знам, Струмица, не знам што таму. Струмица, ајде некако. Да, ама Битола. Слушај, да те вратам на музика. А го спомнавме Наум, пријател на емисијата, поздрав до Наум Петрески. Тој целиот албум Оди звездо е твое дело, така? Може да се каже? Да, сите песни ги аранжирав, неколку се авторски мои, неколку се во соработка со еден композитор српски, Игор Ивановиќ, меѓу кои Оди звездо во соработка и Борченечовски текст. Има многу вај песни на тој албум. Има. Моја не е никоја, Магла, Птицо бела и така натаму. Еден стварно Знаеш, Оди звездо е 2010 беше тоа. феномене, знаеш, Оди звездо е голем модерен хит на македонска музика од тој типа, да не правиме увет. Но сепак не станува веднаш хит, така? Знаеш ти како така човек некако што беше, е ја раѓал песната заедно со другиве, како гледаше на тој момент? Тогаш Ти бевме изненади? сконцентрирани на друга песна, мислам која беше како најавна на албумот, моја не е никоја, имаше супер успеси тоа надвор повеќе од колку кај нас. Беше на некои хрватски фестивали српски и така натаму. Оди звездо излезе така, си помина во публика, мислам нормално. Да. Ама после некоја година имаше еден Андруш. Андруш си ја пееше во камионот. Така е. Пријател и тоа стана вирално и мислам дека од следниот ден, два, веќе песната стана ептен хит и мислеа дека е нова песна. Пример како во модерно време хитови стануваат. Знаеш? Со сето тоа, со TikTok, со Instagram, со сите тие работи. Нема правило. Нема правила, човече. Па, види, песните со Next Time, например, старите песни, кои, некои повеќе, некои помалку познати, ама не биле
сега, не знам, слушам кај Шума чубите, не било тоа ептен хит, па ја знаат одредена група на луѓе повозрастни, ама малите, Апсолутно. никој од тие песни не Апсолутно, знае. никош не ни чули. Така да со албумот стана и те какви хитови помеѓу Сметам дека помладата тоа е многу публика, важно. Знаеш, и само и од момент на обновување на старата музика е многу важно. Ми ја пренесуваме на тие генерации, па тие после тоа нели кога ќе пораснат, тоа ќе бидат песни од нивната, не знам, младост, детство и сите тие работи. Или ќе ја направат во друг аранжман. Да. Ја излези Ѓурѓово трап верзија, Во трап например. верзија може да. Не знаеме. Може ќе биде добро. Да. Сега ќе чуеме нешто, а тоа ќе биде еден мегамикс од не знам Имате што би ни мегамиксови? отсвирил, што би ни отсвирил. Знаеш, Па ајде ќе отсвириме нешто, не знам, ќе отсвириме Оди звездо? клавирски варијанти, ќе Така? направиме Оди звездо, ќе направиме, не знам, Кој да ми запе, Звона, Нешто Две такво? лири, така Ајде да нешто, видиме. клавирски варијанти. Ги повикуваме уште еднаш луѓето. 21 март нашиот пријател Никола Мицевски промовира нова ера. Тоа е албумот на Никола Мицевски кој што треба да го чуете, инструментален албум, да поддржиме македонска музика и се гледаме на 21 март во Филхармонија. А јас ти благодарам што дојде, пријателе. Благодарам Многу за ми е кеф што поканата, си исто тука. и мене ми е кеф, те очекувам на концерт, Апсолутно, поканувам. доаѓи. Плюс ми сите рече ќе ми кои- намигнеш во публика. Ќе ти намигнам, да, поблиску ќе ти се. Се гледаме таму. Фала.
да е некаде крајот, затоа ние го правиме ова, нели тука си ги чуваме пластиките. И вие правете го тоа, сортирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика и ослободете се од отпадот на обележаните и пропишани места за него. Кликни Јадија секогаш тука за нас и секогаш на крај на емисијата ни носат храна за цела екипа и вие исто нарачајте си од најдобрите со најбрза достава. Кликни Јади секогаш имаат многу промоции за вас. Проверете си сами, а ние ќе се видиме идната недела во 18:30 часот на Канал 5, нова епизода од 1-1 сезона 14. Чао!